Сега веќе време за нашата прва гостинка, ќе зборуваме на убава тема. Тоа е Елена Псалтиров, која што инаку шампион во стандардни и латино танци, но по она што го гледам на масата, по се изгледа повеќе кратен шампион. Добро утро, Елена, добро утро, Сузе. Добро утро. Сакате дополнително уште на маса да ви донесам, ако ви е потребно? Може би да, за некој месец сигурно. Сигурно. Сигурна сум дека ќе ни треба и некоја плюс масичка, но ние сме овде да ги споделиме успесите и плановите До на сегашните, Елена. па ќе видиме за идните друг пат ќе зборуваме. Така, повелете, Сузе, повелете. Благодарам многу. Добро утро и од мене официјално, Елена. Секогаш кога ја имаме младоста, талентот и визијата е секогаш и за нас овде помотивирачки во нашето студио. Верувам и во домовите на многу гледачи кои што ова утро те гледаат, можеби и за прв пат, бидејќи иако вака изгледаш доста повозрасно, ти се уште немаш ниту 16 години. Замислете, драги наши, со неполни 16 години, да си добитник на толку вредни трофеи, награди, а да изгледаш толку зрело и толку самоуверено е нешто што навистина е за огромна почит и за едно големо браво. Ви благодарам многу и пред се ви благодарам за вашата покана да бидам во гостинка во вашето телевизиско студио. Ова е голема прилика за мене и навистина ви благодарам. И за нас е прилика. Јас те следам од како ти беше многу малечка, кога се уште и не ни верував дека толку силно танцот ќе стане дел од тебе, дел од твојот живот. Ти како што ми рече неформално пред да влеземе во студиото, дека тоа е љубов за цел живот, нели? Да. Како се случи оваа љубов? Првично јас започнав да тренирам ритмичка гимнастика овде во Скопје, во Борис Трајковски, на 4 години. И бев малечка, интересно ми беше. После тоа се преселив во Казахстан поради дипломатска мисија на татко ми, тој беше амбасадор. И таму немав толку прилика да продолжам немав толкави можности да продолжам со гимнастиката, па затоа моите одлучија да ме запишат на танц. Првично одев на хип-хоп, едно 2-3 месеци мислам дека, но во меѓувреме во истиот танцов клуб ги гледав танчерките од латиноамерикански стандардни танци и многу ми се допадна. И еден ден му кажав на татко ми, само мораш да ме запишеш на ова личи преинтересно и ета, до ден денес танцувам веќе 11 години. Браво, секоја чест. Од она што ќе го гледаме на инсертите, ама не овие кои што сега се во моментов, туку инсертите за Елена ве замолувам, на многу фотографии каде што ти танцуваш, си сама. Да, тоа е бидејќи претежно латиноамериканските и стандардните танци се танцуваат во пар, но бидејќи јас немав прилика да најдам некој партнер што ќе биде... Не се ни овие инсерти, колеги, ве замолувам, ова се инсерти за втората гостинка, да ги најдеме точните инсерти, да? Овели? Да, јас немав прилика да најдам партнер, па затоа танцував соло претежно целиот мој живот и искрено мене тоа ми се допаѓаше, јас немам никаква мана лично, бидејќи сметам дека ако се игра во пар треба да тоа не е лесна работа пред се. Треба да се биде тимски играч, треба да се има добра комуникација. Ете си тука малецка. Да, ова е на гимнастика кога започнав. Ова е значи твоите почетоци кога мислеше дека ќе биде светот твој ритмичката гимнастика. Овде си веќе поголема. Не, искрено јас не очекував волку далеку да стигнам. Јас ова го започнав само како хоби. Ама се стекна со вредни награди во извонредно силна конкуренција. Да. Кажи ми, дали на овие надпревари каде што се представуваш себе си, дали си ја знаеш конкуренцијата однапред пред да отидеш? Па, си ја знам, најчесто да, зависи дали е национален, меѓународен, но пред се сметам дека најбитно е да се нема трема. Треба да се соочиш со тоа, мислам, и не е поентата секогаш да се победи, тоа нема да биде вистински надпревар, секогаш не чекаат предизвици сите, дури и најдобрите. Така, има ли некој во твоето потесно семејство кој што танцува и од кого што можеш еве вака да поднаучиш нешто или пак со некого да се инспирираш?
За латино и стандардни танци не, но мојата драга баба била професорка по балет 8 години. Она често ме упатува, ми кажува некои неизини забелешки, бидејќи таа има поише усет за ритам од целата моја фамилија. Одлично. Има ли Еленче денови кога, како што велиме сите народски, не ни е денот? Денови кога, да речеме, телото не ни покажува таква спремност и послушност како во денови кога навистина се чувствуваме дека сме во целосна форма? Има такви денови, има едноставно понекогаш кога не ни се иде на тренинг, но сметам дека секогаш треба да се избориме и да се трудиме, да вложуваме во себе покрај таквите моменти. Има и моменти на разочарување, тоа е многу нормално, но пред се сметам дека не треба да се откажува ради такво нешто, бидејќи не секогаш ќе се добие прво место и мене ми се има случувано и четврти, пети, шести, тоа е нормално. Да, но пред се сметам дека треба само да се подобруваме и да вложуваме во себе наместо да се откажуваме. Така е. Кои се стандардите, кои се, да речем, нормативите во овие латино танците каде што ти навистина брилираш и каде што овде свириш пијано? И пијано имам свирано, да, имам свирано пијано едно 5-6 години, мислам дека. И до ден денес си практикувам по дома. Имам освоено второ место на меѓународен надпревар, да, во Гевгелија. И за танците, латино танците и во латино танците има 5 танци. Ча-ча-ча, самба, румба, џајв и пасодобле. Исто така и во стандардните има 5 танци, тие се малце поразлични. Тука се виенски валцар, англиски валцар, фокстрот, квикстеп и... Небитно ќе ни текне. Што е најтешко од сето тоа? Најтешко, кој е најтежок танц? Во латиноамериканските искрено џајвот. Бидејќи тој претежно се игра на крајот на надпреварите, тој се игра петти, така да најчесто имаме најмалце енергија и кондиција, да. А бара лесни и брзи нозе, така? Бара и многу брзи потези и затоа тој мислам дека треба највише да се вложува во тој танц и да се вежба. Да, но пред се мене ми се допаѓаат сите танци искрено, можеби ча-ча-ча или самба ми се омилени, бидејќи се играат први. Имаш највеќе енергија тогаш и така ритамот ми прија повеќе, мислам дека да. Дали во оние правила за латино косата секогаш без исклучок мора да биде собрана? Треба најчесто да биде залижана, да, но во стандардните танци мора да биде во пунџа, а во латиноамериканските може да биде во репче или во плетанка. Во некоја слободна друга импровизација. Колку во Македонија имаме ние услови? Вака можеш ли да направиш паралела, бидејќи после Казахстан мисијата кога твојот татко беше амбасадор таму, после некоја година заминавте повторно, тој имаше дипломатска мисија во Полска. Да. Каква паралела можеме да направиме ние? Каде сме ние во споредба со земјите каде танцот? Ние секако се унапредуваме секој ден све повеќе и повеќе, се трудиме да бидеме понапредни, но сметам дека во Казахстан и Полска имало можеби повеќе конкуренција, имало многу повеќе клубови, бидејќи се поголеми, поразвиени држави. Тоа е нормално, бидејќи Македонија не е голема држава, но сепак ние се трудиме и го правиме, го даваме сето од себе за да ги подобриме нашите идни генерации, идни танчари. И мислам дека искрено и во Казахстан и во Полска беа исто развиени и латиноамериканските и стандардните танци, така да и сум имала прилика да имам искуство така од сите погледи. Одлично. Она што е интересно и го предизвикува твоето внимание во последно време е желбата и можностите кои ти се отвараат да работиш во светот на модата како модел. Иако возрастно се уште не ја достигнуваш ти таа возраст, но се надевам дека после навршување на 16-та година веќе ќе почнеш да се ангажираш и на тоа поле. Какви се твоите планови, визии? Знам дека веќе си во соработка со една модна агенција во Полска, така? Да, веќе имам подпишано договор со модна агенција во Полска, меѓународна е, но тие претежно соработуваат со девојки кои веќе имаат наполнато 16 години.
Јас и пред да направам 16, еве сега и на 15, сум идела на многу кастинзи, сум одела на кастинзи за меѓународни агенции од Париз, Лондон, Нью Йорк и тие, ако им се допаднеш, ќе ти имаат во предвид за кога ќе направиш 16 години. Па затоа сега чекаме да видиме од следен месец понатаму. После роден денот, како ќе ги дувнеме свекичките. Инаку, Елена заврши прва година средно училиште во Средното училиште Орце Николов, каде навистина верувам дека се соочи со бројни предизвици, ама успешно го ја финансираше првата година, така? Беше тешко, да, но со многу труд и напор све се може, да. Браво. Има ли, останува ли време, бидејќи знам дека од многу деца на мои пријатели, блиски кои учат во тоа училиште, децата на вистина таму имаат неверојатен ритам на работа и учење, непрестано учење дури за време на викендите. Зависи од човекот. Например, јас сум тип на човек што сметам дека балансот е многу важен. Треба да се најде време, пред се училиштето ми е приоритет и пред танцот дури. Ама танцот ми е на второ место, се разбира, така да сметам дека прво пред се треба да си научам све што треба, да одам на тренинг, па после тоа све друго, одам и на шпански, на курса запишав. Имам време да искочам со другарките, да излезам, да се видам со сите, така да сметам дека балансот е многу важна работа во животот. И затоа не сакам кампањско учење, бидејќи така ќе ти се насобере све и после нема да имаш време ни да излезеш. Кој предмет ти е најсилна страна? Математика. Математика. Леле, колку убаво. Па ти можеш и часови. Штом ова го велиш вака без двоумење, значи ти можеш и часови да држиш математика. Секоја чест на вистина и јас верувам дека и гледачите се воодушевени, затоа што не секој ден можеме да сретнеме, пак ќе речам, девојче, дете кое нема 16 години, а толку зрело изгледа и толку зрело разговара и прави планови за сето она кој сака и да го работи со огромна љубов и талент кој што го располага. Кој ти ги постави овие темели, овие вредности кои што ги имаш? Велиш, учењето ми е пред се, дури и пред танцот. Не, јас сама, лично јас. Бидејќи моите родители се разбира и тие сакаат да сум успешна, и тие, но никогаш не било дека... Не те форсирале во нешто, дека мораш. Никогаш не ме форсирале. И за танцот секад била моја одлука, за гимнастиката, за пијаното, секогаш јас сум сакала тоа да го правам. И за оценките исто така беше, дури на крај на година, кога бев многу кнап со време, родителите ми кажа, окей, да имаш 1/4, не е окей. Јас сакам да ми се сите петки, за мене го правам ова, не за вас. Браво, треба почесто вака да те земам и да ги подсетуваме сите останати дека секогаш можеме многу повеќе, а не само да се помириме со тоа, дека па тоа е тоа, нели? Кажи ни нешто повеќе за животот надвор од дома. Вие еве имавте среќа, вашето семејство, благодарение на позицијата на твојот татко, да живеете одреден период надвор од границите на Македонија, да научите многу за конкретна земја, за традициите, за приликите, за стандардите и да запознавате луѓе од секакви националности. За Казахстан беше се уште мала? Бев мала, имав 5 години кога се преселив таму, живеев 4 години и бидејќи бев помала, ми беше полесно да го совладам јазикот, рускиот, и го совладав во неколку месеци, буквално. Тргнав на училиште во Казахстан и супер ми беше. Деца ко деца. Криза немаше, на таа возраст нема криза, децата брзо се спријателуваат, брзо шират познанства. И многу убава држава, многу развиена, мене многу убав печаток ми остави, искрено. Јадењето, храната во Казахстан? Убаво, и убави традиции имаат. Различни се од нашите, бидејќи сепак е Азија и имаат многу различна култура, традиции и све тоа, но убаво е да се отиде, да се види, па и да се живее на неколку години. А за Полска бев малце постар, имав 12 години кога се преселив и живеев 3 години. Тука беше малце потешко, бидејќи веќе не бев толку малечка и прво потешко го совладав јазикот. Мислам, не беше тешко, но сепак прво и полскиот е реално потежок од рускиот. Ми требаше еве 1 година, да кажеме, за да се опуштам и да го зборам чисто. Исто така, не знам, ама убава прилика е, да. И Полска е убава држава, искрено. Европска држава е. И словенски народ се, така да може и затоа се прилагодив побрзо.
добри се децата, добри се луѓето, традициите, све тоа. Мислам дека е убава прилика. Одржувате контакти и сега по Да, враќањето? имам многу блиски другарки од таму, да. Ама таму па постигна и одлични резултати во областа на танцот. Да, повеќето од пехарите и медалите ми се од Полска. Да. Кој ти е, ако ги погледнеш вака, фрлиш околу на нив, кој ти е најдраг или можеби за кого најмногу си се радувала дека си го добила? Па сега пред се да кажам дека секој пехар има своја приказна зад себе, во секој имам вложено труд, посветеност и време. Ова ми е првиот пехар што го добив на третиот надпревар во Варшава. Да, прво освојував втори места, па го освоив овој пехар и бев најсрекна, бидејќи од секогаш сум сакала, не било за пехарот дека сум го сакала, туку дека ета доволно труд и посветеност сум вложила за да го добиам тој пехар. И така, овој пехар исто така мислам дека со најмногу конкуренција бев кога го добив, да. Во Варшава. Многу е убав и најголем ми е, мислам дека од сите, но како што кажав, имаат посебно место во твојата соба и во вашиот дом. Ово има. Да. Јас верувам дека уште многу колекцијата на пехари уште многу ќе се шири и уште многу повеќе ќе бидеш горда на сето она кое што го работиш, како и на медалите кои што ги имаме на нашата масичка, а се стекнати и на домашни тука првенства. Да, вкупно ги имам 34, од кои што 13 се од Македонија, 13 се од Полска, 7 се од Казахстан и една од Србија. Тоа беше на Србија Open, интернационален шампионат во латино и американски танци во 2021 година, каде што добив прво место. Браво. Да. Секоја чест. Каде ги набавуваш костимите? Гледам дека скоро на секој едно твое појавување изгледаш толку преубаво. Црвениот морам да ти кажам дека мене лично ми се чини дека најдобро за стандард ти легнува. Да. Именото и најмногу ми се допаѓа, да, со пердови е многу убав. Зависи каде се набавува, има и продавници за костимите, може на старо да се купи, може да се сошие, многу често ги шијат кај нас, бидејќи нема такви услови да имаме продавници. Често се шијат, има тренери што ги шијат, што ги прават, ги изработуваат лично. Тој сега што го имам фустанот, мислам костимот за латиноамерикански танци од Македонија, ми го шиеше мојата драга, мојот тренер, Верица Василевска. Исто така, голем поздрав до неа, без неа не би било тоа што сум денес. Да. Секоја чест. Продолжуваш со соло изведби? Да. Не е баш или се очувствуваш комфортно кога си сама на сцената? Јас се осеќам комфортно. Искрено, прво мислам дека сум доволно навикната на соло танцување, бидејќи 10-11 години танцувам вака. Но од друга страна мислам дека кога се игра, како што кажав, кога се игра во пар, треба да се има некоја комуникација и понекогаш ако не му е денот на партнерот, он ќе сгреши, ќе добиете второ место и ти ќе му се лутиш. А вака знам дека ако јас добиам второ место и не сум задоволна, знам дека е во мене проблемот и треба јас да се трудам да се подобрам. Ама ај што треба да најдеме добар партнер, па и треба партнерот да биде повисок од нас во танците, така нели? Па најчесто да, не мора да значи. А таквите се дефицит на нашите простори. Да, јас се надевам дека доколку е потребно или доколку универзумот реши дека ти треба и да во пар да настапуваш, дека ќе се изнајде и таков еден модел убав, повисок од Елена, кој што ќе има барем 180 сантиметри, бидејќи сега во моментов ти имаш 177, така. Ти благодарам што ни го разубаве студиото од рано наутро, навистина ни беше пријатно, мене особено, верувам дека и на Искра и на гледачите. Да, сите колеги. Да, и на сите колеги. Благодарам и на вас уште еднаш. И со следните успеси повторно се гледаме во нашето студио. Ќе се видиме, ви благодарам. Да, Елена доби комплименти од Сузе, но да ти кажам и од сите колеги во режија имаш комплименти за твојата убавина.